Trendafil cveke cutеше. Милице, милице, ај дали знаеш памети се сега. Милице, милице, трендафил цвеќе цутеше. Милице, милице, ај дали знаеш памети се сега. Милице, милице, очи човото гради рече. Добар ден, се надевам се слушаме. Само потврдете ми дали се слушаме. Се слуша. Одлично. Да, Одеше некоја музика во позадина? Не одеше никоја музика во позадина. Или одеше, не знаеме кои се. Добро, се надевам дека ме слушате се уште, фолто им беа тоа. Денешен избор. Океј, имате некој прашање во однос на претходниве теми? Нешто од последниот час, нешто во меѓувреме. 11 до 14 мај ќе се гледаме, тие што ќе можат, ќе имаме настава и 2 дена тестирање. А денеска зборуваме за брзина, моторичка способност и ова е тоа што би требало да знаете, нели, слично како ке издржливост, слично како ке координација, ке силови способности, зборуваме за прво дефинирање на моторичката способност, потоа какви видови има, каков метод за развој има и ке зборуваме малку за сензитивни фази. Брзина нема многу да се осврнам, затоа што многу мала трансформација може да има кај неса, но не дека не може да има и не дека не треба да се работи, напротив, во детство треба да се работи баш многу, но не е толку, мислам, е комплицирана, нели? Со тоа што бидејќи е некако генетски детерминирана малку повеќе, па не може да се интервенира толку. Сега тука ако има атлетичари може да ме, нели, коригираат, ќе дозволам во овој момент. Апсолутно. Има ли некој што тренира и се напреварува во брзински дисциплини? Малку сме четворица. Дарија, мислам дека и нешто е во средни или долги патеки, или грешам? Средни и долги, да, ама фокусот на долги. Фокус на долги. Таму има некоја брзина, така? Што е за тебе средни? Мислам, кои средни патеки ги трчаш? 800-1500. Добро, да, тоа се средни, ама 800 е многу тешка. Измеѓу. Измеѓу ептен и Измеѓу. влегува во брзина некоја. А долга? Која ти е најдолга патека? 10 моментално 10.000 метри. 10.000 е веќе влегува добро во издржливост и колку трчаш 10? Испод 40 минути. О, браво. Мене ми е 55. Во моментов не можам побрзо. Да, младинскиот рекорд го држа сега моментално. Браво, браво. Значи колку минути уште еднаш точно? Испод 40. Под 40. Браво. Ајде за некоја месец може една трка да објавам. Да идеме до кај сме. Добро, немаме брзински надпреварувачи, но така ќе најверојатно ќе го слушаат тоа понатаму. Пази сега, скокнав од 1 на 2. Брзина. Ајде, не издефинирав. Брзина е моторичка способност која што ни овозможува да го придвижиме телото во просторот за што пократко време да помине одреден пат. Значи да го задвижиме телото
да направиме брзо движење со одредено тело или брзи движења всушност со одреден дел од телото. Е сега зошто во множина движења? Затоа што ако е едно движење, тогаш брзо ќе биде експлозивно и тогаш ќе биде сила. Ама ако правиме повеќе број на движења, на пример во спринтот има сепак спринтот е најодлична движечка карактеристика која што чиста брзина. Или може тој со раце да биде, ама вамо е поголема мускулатура и затоа го споменувам спринтот. Кога сакаме брзина да за брзина да зборуваме, спринтот е тој кој што е во оваа фаза, нели, мислам на оваа страна кај што кажува тоа е тоа брзина кај што треба да покажеме. Добро, спринт е може биде на 100 метра, може биде и на 20 и на 40 метра, нели? И сега што поблиску до помала метража, што помала дистанца, тогаш па има поголема можност за манифестација на брзината. Сега тука не навлегувам во атлетика, ќе читам малку повеќе, нели? Но сакам да кажам, споредувајќи со силови способности, што помала дистанца, тоа е нешто како блиску до 1 РМ. За разлика од вамо, ако еве како што каже Дари 800 метри, 10.000 метри, а 800 метри веќе брзина влегува, тоа е класичен анаеробен метаболизам и овој 10.000 анаеробен, ама веќе маратонот не е анаеробен. Таму има микс од аеробен, анаеробен, посебно анаеробен и така натаму. Таму е издржливост. Брзината се подобрува, но основата за подобрување е издржливоста, не е брзината. Тука е брзината, во краткиве дисциплини е брзината. Се што е пократко од некои тамо сега деликатно е ова што ќе го кажам, бидејќи за 10.000 метри ќе треба можеби брзина, ама сепак влегува во издржливост, ама за 800 метри треба брзина дефинитивно. Тука е издржливоста е не навлегувам. Ајде, ќе искомплицирам ако влегувам. Како и да е. Значи, како да издефинирате брзината? Тоа е поентата на овој слайд, број 1, како и ке сите други моторички способности, број 1 е дефиницијата. Значи, преместување на, задвижување на телото во простор и изведба на движења за што пократко време, во множина движења, или изведба на движење со поединечен дел од телото за што пократко време. Многу едноставно. И не ви треба, значи, на памет да учите, само разберете што треба да покаже спринтот, готово го имате тоа. Што треба да покаже тапинг тест 7, кај што ќе го споменам, дека има фреквенција на движење на раце, тогаш ќе знаете дека се работи за повеќе движење. И сега, што кажуваат порано, што кажуваат сега, истото е, нема некои големи движења, сам разлики, може само да се најдат некои субкомпоненти како што се кај силовите способности, но мене ми идејата се држиме за основни работи. Понатаму, спецификата вие сами ќе ја доделувате, ќе ја истражувате, нели, за ако ви треба некоја брзинска вежба да работите во одреден спорт. Не мора да биде само атлетика, може да биде и некој колективен спорт. Нели? Што е тоа што се приметува кај овие три автори што сум ги одбрал? Фарфель, физиологија на спорт, Верхошански, фантастичен, заедно со Зацурски, Верхошански го спомнувавме, и Берштайн тука, и Ничин. Еве, овие три се одбрани, може да приметите дека зборуваа за 3-4 слични работи. Например, прво секоја зборуваат за латентно време на моторна реакција. Ќе видиме што е тоа. Значи, тоа е на скриеното време кое што се појавува внатре во телото, го постои како потрошено време за да се манифестира некое движење. Значи, ние пред да почнеме да правиме некое движење, пред да пукне пиштолот стартниот пиштол, уствари, кога ќе пукне стартниот пиштол, ние не почнуваме веднаш со акција, туку нешто се случува во телото. Тоа што се случува во телото е латентно скриено време. Како што беа овие моторичкиве способности, нели, кои зборувавме, латентни димензии и манифестни димензии. По ова е за кај брзината, затоа збориме латентно скриено време, нели. Тоа го има и кај Фарфель, и кај Верхошански, и кај Ничин, може да приметите. Значи, идејата е дека малтене сите автори зборуваат за слични видови на брзина. Ајде да видиме, Фарфель вели брзина на поединечни движења. Значи, брзо исфрлање на нешто. Значи,
Значи, брзина на движење со промена на положба на тело во простор, премин од едно во друго, мали надворешни, значи поединечни се мисли на така на агилност тука, поврзана е, но сепак некако брзина, значи едно единствено движење со помрднување со тело не е блиско, не е експлозивно, значи не треба скокови да има, иако овие три нешта се многу блиски едно до друго. Енергетски, ако гледаме, максимална сила, брзина на поединечни движења и експлозивноста. Максималната сила не е брза, ама по енергетски систем реков е иста, арно па овие двеве поединечно движење и експлозивноста се тука некаде, но сепак кога се зборува за брзина, тогаш немаме големо оптоварување. Тоа е разликата кога има поединечни движења, значи нема големо оптоварување, нема тежина на тело, туку има на пример само фаќање на мува во лед, што може да асоцира на експлозивност, нели? Но кај експлозивноста рековме дека најчесто се зборува за исфрлање на предмети. А овде кај поединечни движења се зборува за брза промена на елементи од телото. Значи, ете, не е дека ќе се коригирам сам, во оваа варијанта не се зборува за движење, туку едно движење. Но сепак се работи за нешто што ја представува брзината. Значи, брзината е секогаш има каде што нема големо оптоварување надворешно. Мислам, телото е само по себе големо оптоварување, ама е различно кога прави скок во далечина, например, различно кога прави спринт на 20 метри. Само замислете ги движењата и ќе видите дека различна, од биомеханички аспект се различни движењата. Така да овде зборуваме под број 2 за брзина на поединечни движења. Овде Верхошански тоа го кажува, да, мислам на број 3. Ничим го кажува под број 2, он го земал изглед од ке Фарфелјова, нешто така слично доаѓа. Чекај да видиме, број 3, фреквентност на движење го има секаде, значи тоа значи каде што фреквенција на движење има и во спринтот, нели? Циклични се движењата, но ова се зборува за одреден специфично движење каде што има еден тест тапинг, левата рака, например, недоминантната ми е на средина и работам со десната рака, ако може да видите движења од лева и од десна страна, што побргу да бидат. Значи, некои фреквентни движења исти, нестандардни, тоа на пазар кога ќе одите, не треба, кога ќе брзате, не треба да правите со рака вака, за разлика со нога, каде што сакате да побрзате по автобусот, например, па тогаш ќе покажете и спринт ако треба. Овие движења се нестандардни, не се употребливи во секој ден, но добро ја покажуваат брзината и има еден тест кој што се нарекува, го кажав, тапинг со рака и со нога, едниот го објаснив со рака, ќе го покажеме на предавање. Со нога е исто, каде што едната нога е статична, другата нога прави крос преку едната нога, а се враќа назад. Па уште еднаш крос, значи вкрстено напред од лева и од десна страна и на тој начин се проверува, за ова се зборува за фреквентност на движење, генерално за овие вакви видови на движење кои што се со тапинзи, значи тап треба да направи тап од едната страна, тап од другата страна, исто и со ногата и се мерат се бројот на правилни циклуси. Зошто се интересни овие? Затоа што ја проценуваат лабилноста на вегетативниот систем. Пази се, лабилноста на вегетативниот систем. Значи проценува брзина, ама проценува и колку брзо вегетативниот систем дава команди за забрзување, ама и за кочење. Треба да закочам пред да тапнам и треба повторно да направам команда за да направам забрзување. Значи има забрзување, успорување, акцелерација и децелерација. И во тој момент, сушност, ние зборуваме за колку е лабилен вегетативниот систем, значи колку е флексибилен, колку може да направи брза промена. Затоа што и тоа влијае на брзината, нели, како компонент. Така да ова за фреквентност на движење тука и нешто на час ќе пробаме. Инаку сите три автори го спомнуваат ова и овие движења се, може да се каже како дека се дел од поделбата на брзината како моторичка способност. Фарфелј има 3, 1, 2, 3 ги има кај Верхошански, брзина поединечна, го има и кај Ничин второто и третото го има. И сега, Верхошански зборува за брзина на движење со промена на положба на тело во простор и премин од едно во друго при мали надворешни оптоварувања. Значи,
некако на друг начин го има уште една подолба направено, не се тоа како што е кај него под број 3 брзина на локални движења, туку дал некоја дефиниција друга, оке, не се задржувам на ова многу и ничин што е интересно били спринтерска брзина. Ајде, знае некој друг, ако не тогаш Дарија, може би знае, може би не, во кои фази човекот ги манифестира при спринт. Значи, прво е во каква? Во статична положба, некој став низок, тоа се вика спринтерски блок. Од тамо добива сигнал и треба да направи движење. И во тие 100 метра, како изгледа, што треба да направи човекот? Треба да постигне некоја брзина, па треба нешто да ја одржи тамо. Знае некој? Зборуваме за првин старт, значи прва експлозивност. И сега, полека, кога зборуваме за спринтерска брзина, тогаш Акселерација сетнем треба, да, прво иде забрзување, нели? забрзување, па сетнем Забрзување. акселерација и топен спид. Чекај се, Значи, акселерација и забрзување е исто. Да, Значи прво иде забрзување, достигнување на максимална брзина и одржување на максималната одржување на брзина. форма, на точна биомеханика. Добро, во тие 7 секунди не можеш да мислиш, ама тоа е надпревар, но тоа се вежба претходно формата. Да, Не е форма, туку е правилна изведба. Форма може би повеќе асоци. Добро, ајде, нека биде форма. Да, тука сме негде, значи, спринтерска брзина, забрзување, постигнување на максимална брзина и одржување на брзината. Инаку нема калкулација како во маратон, сега малку ќе подзастанам, ќе се напијам вода, па ќе продолжам после. Нема, тука има скроз и ни во се- маратонот нема така застанување. Па добро, ама можеш да влезеш од еден режим во друг, па да го намалиш малку темпото, така? Може така. Може, овде не може. Кај спринтот Нема време. нема време да го намалиш, точно. Затоа е издвоено како посебна компонента ничин извел и така и некако ги дефинира. Но држете се на ова што кажува, три нека бидат основни. Нека бидат ајде и по ничен 4, значи латентно време на моторна реакција, брзина на поединечни движења, фреквентност на движењата, спринтерска брзина. Спринт значи тоа во тие 20-40 метри, или 100 нека бидат, што повеќе да на чиста брзина е тука негде, затоа и се мери брзината преку тестови на 20 и 40 метри. Не се мери на 100 метри, затоа што многу е деликатно тоа, нели реков Усеин Бол и Дарија можеби може да истрча од 10, но влегуваме во друг режим на работа кога работиме над 5-6 секунди. Значи не може секој да издржи да го искористи креатин фосфатниот систем 10 секунди. Нема шанса. Јас гарантирам дека не можам да го ако пробам да одржам, мене спринт ми било најбрзо нешто 11,5-12. Може би грешам. Ама еве нека биде над 12 секунди, во тие додека стасам до тие 12 секунди сигурно се вклучуваат и јаглехидратниот систем. Креатифосфатот ќе се потроши. Значи тој се троши на 5-6 секунди и после мора за да се одржи брзината, ти сакаш побрзо, не знам дали ќе оди или не, ама сигурно не се вклучува, сигурно. Сега ова е веќе давам теорија некоја, ама не би требало да се вклучи креатинфосфатниот систем. И затоа тестовите за брзина се направени кога се проценува, се тестира брзината кај одредени, обично кај сите групи на испитаници, тога се проценува во 20 до 40 метри. Во 100 метри веќе треба да се одржи. Или може да му даете 100 метра да трча, да го мерите со радар. Така, со радар, затоа што тогаш ќе процените кога максимум ќе ја дигне брзината. Или со GPS. GPS-от би требало точно да покаже во кој, пошто тој работи на секунда-две доцнење, но ги меморира, да, ако има добар сигнал, тогаш во една секунда фаќа повеќе информации, неколку илјади, и би требало да ја фати на која брзина е на која метража е постигната која брзина. Но секако тоа се мали брзини. Значи, извинете, мали метри, значи мала дистанца. Помеѓу 10 метра и 100 метра очекувано е дека максималната брзина ќе биде меѓу 20 и 50 метри, тука негде. Нема да биде сигурно околу 100 метри, затоа што, како што кажав, кај спринтерската брзина,
треба да ја имаме капацитет да ја одржиме таа брзина. А таа паѓа. Тук тоа исто се вежба при спринтерите. Имате ли некој коментар во однос на видови на подолба на брзината? Држете се до ničin и се е окей. Наедноставно е. Окей. Овој слайд кажав уште првиот час дека ќе го гледаме постојано. Ве молам, правете разлика помеѓу манифестен и латентен простор и правете разлика помеѓу латентно време на моторна реакција. Зборува за сличен простор, ама едното е за брзина, едното ги дефинира моторичките способности. Сепак треба да ги имате како академски граѓани овие информации, нели? И са брзината каде е? Гледате дека брзината е одвоена посебно, не стои во овој латентниот простор долу под морето, во оваа санта лед, таа си стои како засебна моторичка способност. Значи, овие координација, агилност, рамнотежа и прецизност се некако на една страна. Пазете ги кај се групирани. Сега веќе можеби ви е појасно затоа што зборувавме за координација и за агилност, зборувавме за издржливост, за сила и флексибилност. И се пазете сила и издржливост каде се? Они се некако зависат од физиологијата. Брзинава некако не зависи. Иако ние го вежбаме креативен фосфатниот систем, но вежбаме, како што кажа Дарија, формата на движењата, правилната изведба, биомеханички тоа да биде окей за да се искористи максимум од мускулот, кога правиме, кога изведуваме брзина, и централниот нервен систем, што побрзо да изреагира, што е многу врзано со генетика, ова се, и затоа е она издвоена како посебна. Од друга страна, по флексибилност е издвоена како посебна и има дилема дали воопшто влегува како моторичка способност, флексибилност, затоа што тоа е комплетно некако анатомска прилагодба на мускулите. Ние ги тегнеме, ги растегнуваме мускулите и зглобните елементи. Значи, иако вежбаме флексибилност, ама не ја вежбаме како што се вежбаат овие другиве моторички способности, дури и координацијата не се вежба како што се вежбаат другите моторички способности. Така да, овој слайд е ставен тука за да видите дека брзината е издвоена и стои како засебна, нема контакт со другиве. Може би споменав дека тука со експлозивност нешто, ама не, тоа друг момент е, друг домен е на муабет. Латентното време. Чекај да видам вака први. Ај вака ќе го објасниме. Ви измешав сега. Ај ќе одиме вака, бидејќи тука под бројки ги имам. Не, ова ќе го одиме, зашто не ми се сокрило. Значи, 6 фази сум оздвоил на латентно време на моторна реакција. Значи, самото име кажува латентно време на моторна реакција, скриеното време на моторната реакција. Времето кое што треба да помине за да гледа под број 1. Визуелниот апарат, сетилните органи ја примат информацијата. Еве, нека биде спринт, 100 метра. Значи, треба да прими звук од стартниот пиштол, од свирчето, од било кого, тренерот, нели, кој ќе каже 3, 4 сега или старт, значи треба да се прими тој сигнал. Тој сигнал, кој е патот на тој сигнал за да ја видиме ние првата моторна реакција. Од кога ќе се прими сигналот, ние немаме веднаш моторна реакција. Има други 6 моменти кои што треба да се случат за да може мускулот да добие наредба дека треба да се контрахира. Инаку со прием на сигналот мускулот не добива наредба. И овој пат, затоа одвојувам време на латентно време на моторна реакција како термин и посебно субкомпонента на брзината, бидејќи она се вежба, она се тренира. Голманите имаат подобро латентно време на моторна реакција отколку играчите во било кој спорт. Ракомет, фудбал, нели. Подобро време на латентна реакција има. Зошто? Затоа што они овој пат од овие 6 моменти го тренираат, го вежбаат. И сега првото е како да ја прими, значи, прием на информацијата. Од кога ќе се прими информацијата, тогаш таа оди преку аферентни нерви, значи нагоре, така се вика аферентно нагоре, кон централниот нервен систем, тоа е под број 2. Оди нагоре и треба да влезе во централниот нервен систем за обработка. Значи треба мозокот да каже чекај се што е со информација. Ние кај нас тоа многу брзо оди, јарно, ама внатре не функционира така интуитивно се, туку едноставно треба да се добие информација. И сега
Под број 1 добил информација сетилниот орган, под број 2 ја пренел информацијата до централниот нервен систем, централниот нервен систем под број 3 ја прима и ја обработува информацијата, под број 4 формира план. Што ќе правам, значи сега кои мускулни групи да ги активирам. Под број 5 ја праќа точно таа ја афектира, всушност ја активира таа мускулна група што треба или многу мускулни групи се едно, правовременски ги активира, тоа е еферентен, нисходен или надолен пат. Значи под број 2 беше нагоре, кај централен нервен систем, под број 5 е надолу. И на крај тие електрични сигнали кои што се пуштаат преку нервите треба точно да ги активираат, нели, таа група на мускули што треба да се активира, ама тука имате агонисти, имате фиксатори, имате стабилизатори, значи имате не се само оние кои што го прават движењето, него и потпорни мускулни групи кои што помагаат во тоа. Значи треба точно да ги активира со точен интензитет и дури тогаш од која ќе ја пренесе информацијата на ниво на синапса, тоа е под број 6, значи синапсата е спојот помеѓу нервите и мускулот, која ќе пренесе таа информација, првиот момент кога мускулот ќе се контрахира, веќе имаме моторна реакција. Тоа се вика предмоторна реакција, уствари е предмоторно време, тоа е, ајде, да го крстиме дека има мускулна контракција. Уште еднаш. За да се направи прва мускулна контракција, за да ние видиме дека има некаков старт кај човеков, визуелен, информацијата треба да ги помине внатре во телото, се случуваат овие 6 нешта. Значи овие 6 нешта се случуваат во телото. Приемна информација под број 1, под број 2 праќање на информацијата преку нервите до централниот нервен систем, број 3 централниот нервен систем ги ја прима информацијата, ја обработува, донесува одлука некоја, под број 4 формира моторен план, што ќе се случува, под број 5 праќа назад информација, електрични сигнали преку централниот нервен систем, преку нервите. Нервите ја пренесуваат таа информација и прават, значи ја пренесуваат, всушност прават прва контракција, не прават они мускулот преку контракција, туку само ја пренесуваат информацијата кон мускулот, значи преку синапсата на мускулот. Во моментот кога мускулот ќе се контрахира, тогаш веќе не е латентно време, тоа е манифестно време, тоа е моторна реакција. Сега тука има и предмоторно и моторно време, значи колку е потребно од првата контракција за да ние видиме дека има некое движење, но јас ќе се држам на тоа дека има латентно време и моторно, и манифестно време или моторно време. Имате ли нешто во однос на ова да ме прашате? 6 некои моменти кои што се во позадина се случуваат. Колку е брзината на реакција при стартниот пиштол кога ќе отпука? Што мислите, во што се мери, во секунди или во милисекунди? Милисекунди. Ова се случува во милисекунди внатре е нас. Ама ние не сме свесни за него, затоа што едноставно не го гледаме. Така да човекот е фантастично сложен систем и ова е тој пат кој што мислам едно од објаснувањата што се случува внатре, ако не влегувам во како се креира енергијата и како на ниво на АТП доаѓа таа енергија, еднаш ја споменав, но така. Чекајте само да видам овде што се случува. Да. Нешто слично. Само што е објасната преку ова си играв малку, морам да признам. Инаку оригиналниот слайд ми беше ова каде што еве можете да видите на овој начин дека се пренесуваат информациите од централниот нервен систем па одат до мозокот, во кората, оттаму се задава информација и да не должам. Држите се до ова ќе го оставам и ова нека стои чисто за помош, но генерално е исто да се работи, ноутбук врши супер работа визуелно, барем ќе ви текне на кој слайд и како изгледаше слайдот. Ако ви текне, ќе знаете за што зборуваме. Нормално е да се збунува човек кога го испрашуваат и кога треба да се покаже, ама знаењето треба да се покаже, но пробајте асоцијации правете си и мора учење. Ма без учење бедијала, нема ништо. Ова ќе го слушате и ќе кажете да знам. Дека не го повториш, дека не ги ставиш концептите на хартија, значи мануелно да поминат концептите низ телото, нема шанса.
не се учи туку така. Ова беше се под број 2. Вежби за брзина. Број 3, реков кратко ќе биде. Тука сме, значи, број 3, веќе сме крај и се после тоа уште некои работи. Два момента ќе објаснам, но за брзината сме тука некаде. Како се работи? И на што треба да се работи? Значи, треба да се работи, како што кажавме, да гледаш, не сум ставил вежби за стимулација на... Добра, ајде да ќе ставиме во право, Дарија ме подсети. Овде ќе ставиме, значи, биомеханика ќе ме асоцира. Така е најубаво за да ме асоцира. Значи, вежбање на движењето. Форма на движење, добро. Океј. На правилно движење. Ајде, на правилни движења ќе видам. Добро. Океј. Значи, ова се специфики во кои што јас не навлегувам, имате посебен предмет атлетика тие што го слушаат или доколку некој го интересира, тогаш треба тамо да влезе. Нас немам, не е мој домен за да давам насоки на точна изведба на движење, нели вие би требало да ги знаете, ќе ги учите по, а како професори по физичко ќе ги учите по атлетика, така да тој дел не го закачам. Тука биомеханички ќе разгледувате на биомеханика, но методите и корекциите и сите практични моменти ќе бидат на атлетика. Зборуваме, пази се, зборуваме за спринт, нели? Но во другите спортови спецификата на изведба на движењата е исто специфика која што не е мој домен. Не сакам да зборувам за тоа во моментот. Што можам да зборувам, тоа е дека ние и всушност така и ќе биде програмата, ќе објаснам дека ние пробуваме да го стимулираме креатин фосфатниот систем. Значи ние, пошто нас тука не интересира дозирањето на тренинг, на вежбата. Тоа е, за тоа зборувам во овој слайд. Како да издозирам вежбата преку контакт со креатин фосфатниот систем. И сега ќе скокнам долу на првото црвен текст кај што пишува максимален интензитет плюс време траење 6 до 10 секунди. Че имате во пред секое движење кое што треба да стимулира брзина, треба да биде со максимален интензитет. Значи, ако движењето не е со максимален интензитет, нема ефект, тогаш не стимулирате брзина. Ако правам споредба со силата, брзината кај силата не е битна, нели многу. Таму си игравме со број на репетиции. Таму требаше да биде до отказ за максимална сила, до отказ за хипертрофија, блиску до отказ, многу блиску до отказ за силова издржливост или број на повторувања 20, 15, 30, 100. Значи, во сите три случаи основни кои што ги разгледувавме за сила, критериумот беше отказ. Така, овде критериумот е максимална изведба на брзината. Не може брзина се вежба со, како ќе ми кажат на студенти на факултет, на испит, како ќе подобруваш брзина со одредени вежби. Со какви вежби? Со вежби во фитнес. И готово. Тука, мислам, кога ќе каже со одредени вежби, помрачување настанува, кога ќе каже со вежби во фитнес, исто така, тогаш под вода одиме, скроз. се удавивме. Покажува дека не го знаеме основниот момент на брзина, што представува способноста за брзина, дека тоа треба движењата да бидат брзи. Точно вие можете и во фитнес да изведете брзи движења, ама фитнесот асоцира на тегови и на сила, не асоцира на брзина. Поправете ме ако грешам. Ево, оставам простор. Во однос на време траењето 6 до 10 секунди, зошто? Затоа што ако вратиме онаа кривата каде што ја цртав за анаеробниот праг, тогаш ќе видите дека креатин фосфатот толку имаме енергија за креатин фосфатот во едно максимално брзо движење. Дали е максимална сила, дали е експлозивност, дали е брзина. 6-7 секунди тука негде, оставено и 10 за да не биде дека го лимитираме движењето. Значи, ние всушност сега, преку ова што го кажав, ние пробуваме да го вежбаме или подобруваме креатин фосфатниот систем, не техниката.
туку енергетскиот систем пробуваме да го подобруваме. И ако тргнеме од тој момент, а генерално гледам антропомоторика така да тргнуваме од енергетските резерви, затоа е лактатната крива на првиот час, таму по издржливост ја поминавме, за аеробен, за аеробно анаеробен механизам и за анаеробен механизам, па во анаеробниот механизам имаше два механизми кои што беа, ви текнува кој беа? На тест го имавте? Како беа? Во анаеробен механизам, кои два подпростора постоја? Каде што користиме Креатин, фосфати, и како се вика? Едниот ајде беше не знам. Лактатен и алактатен. а едниот беше лактатен, другиот беше алактантен, точно. Така користете ги како термини. Ако знаете што е лактатен и алактатен, тогаш на тој што слуша ќе му стане јасно веднаш дека зборувате кога е лактатен дека се трошат јаглихидрати, кога е алактантен со а напред дека се троши креатив фосфат, ништо друго. Така да ние овде го вежбаме, го подобруваме алактантниот систем преку овие насоки што ги давам. Пазете, ова се основни, па кажам основни, многу базични информации за да може со дечињата да работи, да не со спринтери. И со спринтерите прават слично, ама вие да знаете на децата кога ќе треба да им подобрите брзина, да знаете што треба да направи, дека оно треба да направи 4, 5, 6 секунди брзо движење. Спринт доволно е. 30 пати, 20 пати да проба, веќе сте направиле, вие се ја допрале брзината. Затоа што таа е битно да се допре, ќе видите во детството. Колку број на вежби пишува овде, например, возрастни луѓе 30-35, толку сум правил. Кога сум работел тренинг за брзина, па има повторување, 30 на повторување да има. Значи број на вежби одберете колку сакате, можете да одберете 2 вида на вежби да бидат 15 повторување, може да одберете 5 вида на вежби да бидат 6 повторување. Нели, за да биде околу 30 негде. Тоа станува на скала може да ставите, агилност да биде, ама брзи да бидат движењата. Битно е да се изведуваат со максимална брзина. Значи да мора не да го решава проблемот човекот на скала на пат добро се решава проблем. Имате задача некоја и има координација, но тие движења што ги знаат, иако се асиметрични, сепак брзо да ги изведуваат. Тоа отказ најбрзо што може. Тога се допира креатив фосфатниот систем. И се што е многу битно, одмор, гледате се што е во црвено. Овде вели да не е активен, значи да, треба да единствено некаде каде што, добро, не е единствено, но особено кај брзината се препорачува да не биде активен за да му дозволиме на креатин фосфатниот систем да се врати. Он ќе се врати секако, но така некако литературава и овде не навлегувам, немам точен одговор. Мислам да не навлегувам ајде во овој дел. Одморот не е активен, но колку време трае? Многу едноставно. Теоретски е доволно креатин фосфатниот систем, ако сте работеле 6 секунди, помножено со 6, толку му треба за да се одмори. Значи, ако сте работеле 7 секунди, помножено со 6, колку му треба? 40 и нешто тамо, колку беа 2-3. Но идејата е дека не треба голем одмор. Не треба голем одмор, креатин фосфатот се враќа во првите 30 на 40 секунди се враќа 90-95% од почетниот капацитет. За разлика од јаглихидратите, кај што ако ги потрошите нели во рок од 40 на минути, 30-40, зависи колку работите, му треба 24 часа за да се врати. Така, маснотиите се тука, тие не може да се потрошат туку така, но креатин фосфатот многу брзо се враќа. Сега, па кога направите 30-35-40 повторувања, тогаш така малце ќе му треба повеќе време и нема потреба да се вработи многу на план на брзина, особено не например Дарија поправете ми или било кој што работи брзина, Дарија знам дека знаете атлетика. Например спринтерите дали работат еднаш неделно, онака баш класичен тренинг за брзина, пак ќе кажам, поправете ме ако грешам, моите информации се такви. Зошто? Затоа што дури некогаш и помалце на 10 дена еднаш да направи повторување на 30-35 пати некако многу брзи или 50 пати или долг да биде тренингот за брзина. Затоа што може да се појави брзинска бариера. Едноставно системот човек, функционалноста позади, физиологијата, централниот нервен систем најмногу вели добро, стоп, доста, преоптоварен сум. Како некое
како некој overtraining. Се појавили брзинска бариера, тога се покачува... Блокажа се прави. Како? Блокажа. Блок. Му се блокира телото буквално. Со многу колеги така. Се види, блокирање на тело може да асоцира дека тој е тотално неподвижен, така? Не е тоа. Не тотално, ама буквално не можеше да го подобри фактички времево. Па види се, ако користите ги овие термини, Дарија, значи, кој ќе каже се блокира, тоа значи е тотално, не е во количка го изнале надвор. Ако зборуваме за брзинска бариера дека се појавува, тогаш зборуваме за нешто дека не може да го подобри времето, како што каже, и едноставно и го зголемува времето потребно, не може да дојде до својот максимум. И тоа се случува затоа што централниот нервен систем е оптоварен премногу со повеќе од еднаш неделно тренинзи. Види, индивидуално е, некој може да го истрпи еднаш неделно брзински вакви тренинзи, иако спринтерите тренираат секој ден. Но некои допираат максимумот на брзина постојано. А некој па му треба и на 10 дена или на 2 недели. Сега, Дарија, кој е лекот ако доколку се појави ваква брзинска бариера? Одмор. Адекватен одмор. Колку? На испит сме и ја викам не знам што е адекватен одмор. Ти си докторката и треба да кажеш што е тоа адекватен одмор. Во зависност колкава е сериозна ситуацијава. Не. Конкретно. Види, можеби немаш информација, ама на испит конкретно ќе биде. За ова и за се друго. Бројка. Немам точно информација колку е. Точно, да. Сега, ова зашо... 72 сати, како беше? Не знам точно. Не, до 2-3 месеца. Брзинска бариера се лечи до 2-3 месеца. 4, тоа значи да не пробува спринт, да не пробува максимална брзина да изведе. Значи може да бидат и 2-3 недели, може да бидат и 3-4 месеца. А Значи, можно и години. Па да, не пак ќе кажам, не е моја специјалност, ја само основите ги кажувам. И ги кажувам на овој начин за да вие го примите во информација, ако ве интересира може да истражите за овој момент. Например, да напишете ти што имат фитнес и бодибилдинг семинарска, пак е фитнес делот за брзинска бариера. Значи многу долго треба. А тоа брзинската бариера се појавува заради неадекватен тренинг, претренираност и се ефектира централниот нервен систем. Значи може да прави други видови на тренинзи без никаков проблем. Ама се стопира брзинскава компонента. Или има уште една финта, Дарија, што пробуваат. Не знам дали знаеш. Кај атлетичарите особено. Трчање на удолница. Да, имам слушнато. Да, Но поранешен тренер таков тип на тренинг правиш. Не знам. Ги правеше со неговите атлетичари. Да. Логиката, не знам дали уште се употребува, логиката е дека му дозволуваш на телото, значи како суплементација на брзина, суплементацијска вежба е, не е основната вежба, како имаш ветер во грб. Значи со ветер во грб пробуваш да му дозволиш на телото да ја допре таа брзина некако, затоа што на удолница сакал или не се, не е тоа удолница за скијање, но генерално блага падина некаде колку проценти тамо 2-3 нешто, можеби тоа е многу 1-2%, за да добие буквално ветер во грб, да може да го искуси тој момент на цикличност, брзина, затоа што тогаш централниот нервен систем може да го ресетира некако на некој начин. Како пракса постои, низ книги се среќава, дали се користи се уште, не знам, немам информација. Па се користи. Океј, супер. Добра информација. Значи сега што зборувавме за стимулација на креатин фосфатниот систем, ја во принцип ви го објаснив како изгледа еден тренинг за брзина. Значи дозирањето треба да го знаете. Точно. Колку временски се изведува една изведба? 6 до 10 секунди пишува. Колку време траење е одморот? Помножено со 6, помножено со 7, околу 1 минута. Нема да сгрешите. Значи не над минута, нема потреба. Нема потреба да трошите времето. Може да биде, ама нема потреба. Значи тука негде околу 1 минута, 50 секунди 1 минута, за поточно за 10 пута 6 или помножено со 7. Тука негде сме. Колка број на повторување вакви треба да направат меѓу 30 и 35. Дали кај дечињата исто? Да, исто.
нека направат они 20 ако се сомневате во нешто, но треба да биде до интензитетот до отказ. Овде е максимален интензитет, не е отказ, туку максимален интензитет. Инаку нема ќар од тренингот. Одморот да биде неактивен. И сега, овој другиот момент е како се вежба, од типот на какви вежби може да се прават. Значи, се прават вежби за латентно време на моторна реакција, затоа што ние преку подобрување на латентното време, подобруваме и таа лабилност на централниот нервен систем, значи да има и циклично движење каде што е. Ногата прави пример, движење во една насока, па треба да закочи, па да ја дигне во друга насока и така натаму. Значи прави има тука момент на контракција, деконтракција. Нели? Тоа се латентни моменти. Значи го вежбаме преку вежбање на латентното време можеме да зголемиме моторната реакција и можеме да зголемиме брзината. Работа на кратки одсечки, значи тука негде 4-5 метри 6, каде што едноставно тоа можеби да е блиско и до агилност, ама ако се прости движење, тога се работи за брзина. И дали спринтерите имаат така прилично голема мускулна маса во нозете? И спринтерките. Да, имаат. Имаат. Мускулот... Зашто мускулното влакното, брзиот мускулно влакно е поголемо. Поголема маса дава. Отколку наспроти од бавните мускулни влакна, и затоа таков изглед добиваат спринтерите, таков изглед добиваат маратонците или ендуранс атлетите. Добро, со тоа што мускулот не може да кажеме дека растат брзите мускулни влакна, а не растат овие други. Доминираат, сакам да кажам, доминираат. Да. Тие секако доминираат, се прва формулација да направам, но мускулот расте во целост. Зошто расте мускулот во целост? Пак во атлетика ќе гледате, ќе разговарате во биомеханика. Значи, во една амплитуда на движење на ногата, максималната сила на мускулот ја покажува само во одреден момент. Во тој момент од движењето треба да се изгенерира огромна енергија на сила од страна на мускулот. Ако мускулот е помал, тогаш не може да се изгенерира толку голема енергија. А ако го зголемите мускулот, тогаш што има капацитет или база да зголеми, да направи поголема енергија. Нешто слично на нас со Ајнштајн, не е еднакво на m по c на квадрат, каде што масата ни е многу битна за да креираме енергија. Значи, тоа не може да оди до бескрај, но намерно ме прашав, затоа што како суплементација за подобрување на брзината се работат вежби, значи прво тука би било дека ќе биде хипертрофија, ама после мора да биде тоа функција, мора да биде максимална сила на нозете. Затоа што има кратки одсечни движења и колку повторувања се во спринт, колку чекори се прават, знае некој? Сега вака на прва 20 на чекори, 30, 100 метра. Ова треба да проверам. Зависност од должината на ногата? Па да, ама тука сме негде, сите сме ние. Не е разлика од 40 чекора сигурно. Сакам да кажам, мал број на чекори има, која ќе се вака види, а има и во тие мал број на чекори треба да се искористи максимумот кој што го имаме за да тој продуцира што поголема експлозивност на мускулот, ама и што побрзо да биде тој момент на контракција со ногата, каде што на контракција на стопалото со подлогата, каде што ќе се генерира сила за да направи, нели, отчекот, одскочност да направи, бидејќи имаме фаза на лет, имаме фаза на доскок, имаме фаза на одскок во трчањето. Во еден момент сме во воздух, нели, има фаза на лет. Така да се вратам назад. Што да вежбаме? Прво го вежбаме енергетскиот систем, тоа се комбинации, не е дека прво тоа и тоа. Енергетскиот систем го вежбаме, латентното време на моторна реакција го вежбаме, ја вежбаме и мускулната маса. Кај децата сигурно нема мускулна маса да вежбате, нема ни логика, ни потреба, ниту пак има ефект.
за тоа. Но кај повозрасни луѓе, ако треба брзина да се подобри, тогаш да, може да се направи први хипертрофија или паралелно, не мора како блок периодизација да биде, да се работи на зголемување на мускулната маса и на зголемување на максималната сила. И нормално тоа све треба да биде ставено во функција, инаку само зголемување на маса и на мускулна сила не е еднаква на брзина. Мора да има движење, мора да има брзи движења за да ја ставите во функција. Имате ли некоја дилема во однос на ова? Консултација некоја да треба, сугестија, нешто да ваше искуство да пренесете во тренинг за брзина? Дали работите вие со максимален интензитет на кратки стази? Кратки патеки? Па, работиме. Например, колку и како? Колку... 50 метри од прилика, Добре. без блок, зашто не знаеме ние со блок да работиме. Мгм. И летечка, фактички 50 летечка. Као ја мерите демек? Или? Ја мислам, мериме, ама времето. битно е начинот на трчање, биомеханиката. Мгм. Значи, вас ви е целта во Правилна тие... изведба. Во кратките дистанци кои ги работите, да ме направите правилна изведба. Да. Добро, интересно. Супер. Океј, сум ја имал тука. Значи, еве го креативен фосфатот каде е. Тука негде блиско, овде сум пишал 10 до 15 секунди. Овде сум пишал 6 до 7 до 10 секунди, но како и да е, тоа е алактантниот момент. Алактантниот момент, еве го. Алактантен момент. Овие ќе ги направиме во сала, не ги застанувам, да, ќе имаме вежби за брзина, каде што ќе имаме мирување, сигнал, движење и така натаму, покрстава се овие вежби. Кратки одсечки исто така ќе ги направиме во сала. И сега овде доаѓам до сензитивни фази или развој на брзината. Ова е едно интересно истражување, искрено, го цитираат многу автори, во многу книги го има, не можев да го најдам оригиналното истражување, вчера му влегов повторно да го најдам и не можам, тој е од Јанкаускас и Логвинов, овие се литванци, мислам, или летонци, не сум сигурен, или латвици, уствари, да. Ај, сега ги измешав сите две земји се. Но идејата е дека правиле лонгитудинално истражување, всушност ги тестирале од 4 годишна возраст до таму 20 годишна возраст истата група на испитаници. Така е пренесено кај авторите, други оригиналното истражување не може да го најдам, но го цитирам. Зошто е интересно? Затоа што они со ваков тип на истражување провериле всушност кога најмногу испитаничките, овде е интересно дека е кај женски правено, кога најмногу испитаничките покажале максимална брзина. И сега, на база на тоа, они препорачуваат дека, се ова зборуваме во контекст на сензитивни фази. Сензитивно е нешто што е осетливо. И кога се зборува за сензитивни фази, се мисли дека кога е сензитивната фаза за развој на брзината. Значи, кога е најдобро да се развива брзината. Кога е сензитивната фаза за развој на силата. Која сила се не навлегува и велат од таа и до таа возраст. Истото е за издржливост, пробале да истражуваат за флексибилност, ќе видите, но идејата е дека се прикажуваат вакви сензитивни фази. Кога најдобро да ја подобруваме брзината, например, во ова предавање. Инаку за сите моторички способности има LTD1 longitudinal LTD модел кој што вели кога и како да се развиваат, ќе го видиме во антропофилогенеза. И се на база на ова истражување, авториве нашле дека, пази, вика, етапа на консолидација на брзината, значи тука се основаат овие брзинскиве компоненти и тука некако почнува дечињата да прикажуваат некоја брзина. Претходно немало потреба да брзаат, тука се е нешто споро, ако треба по топче да тргне, ама веќе на таму после 4-та година, посебено ке 7-ма, покажува брзи движења. Значи може да истрпи малку подлого, едно 10-20 метра да истрча брзо, нели? Па вика етапа на подобрување 8 до 15 години, следна етапа на максимално развивање 14 до 16 и етапа на консолидација и регрес. Ова, јас се сложувам со ова, дека они го фатиле како момент. Тие испитаници, кога ги покажале овие 4 етапи.
Ама кога се збора за сензитивни фази, се вели дека треба да ги тренираме, вежбаме децата или возрастните во одредена фаза и ако тогаш не ги допреме тие моторички способности, тогаш сме го пропуштиле златниот период на моториката. И тука малку имам ја дилема, не само ја, туку и други автори кои што велат дека сензитивни фази не се добро истражени. Туку заклучоците се носат некако многу брзо. Не може баш на вакво истражување да се каже дека кога од овде треба да ја подобруваме брзината. Од 4 до 7, од 8 до 15, од 14 до 16. Прво се зборува за индивидуален пристап. Второ тука е периодот на пубертет, ќе видите последните слайдови, кој што прави регрес, ова е регрес значи назадување. Се губи брзината. Кај некој тој период настанува порано, кај некој подоцна и така натаму. Не е точно, мислам, препораките се дека треба и во детство да се проба брзина, но не дека не може да ја подобриме и кога ќе бидеме повозрастни. Сега, брзината тешко се подобрува, тоа е дефинитивно, но идејата е, според сите автори, дека особено за брзина која се зборува, да, кога сме биле деца, треба да работиме брзина. Што значи на децата кои што ќе ги учиме во основно училиште, би требало да им даваме вежби кои што ќе бидат за брзина. Во кој период е малце деликатно да се каже, затоа што нема точно истражување. Дали ви е јасно прво за сензитивни фази? Дали има тука некоја дилема и прашање? Што се сензитивни фази? Едно испитно прашање, што е сензитивна фаза? Треба да ги објасните и дали после ќе навлеземе дали постојат, не постојат и какви се. Тоест нешто слично како кај ДОМС. И уствари како кај тоа дека мускулите не болат од лактати. Акумулација. И дека затоа имаме мускулна болка. Значи тоа е тотално неточен став. Ова со сензитивните фази е деликатен став, не можам да кажам тотално неточен, но нема истражување многу за ова. И ја намерно го спомнувам во овој момент кај брзината, затоа што брзината е таа која што е најмногу генетски детерминирана. И сега само да видам што кажува овде. Тоа не ми е тука. И сега, што е интересно, дека еве уште едно истражување има за сензитивните периоди, ова е поново истражување, направено во Русија, во Киров, 60 училишта, 1000 и нешто испитаници, 1217 деца. Од нив може видите лева страна колку се, значи голем број на испитаници, ова е голема бројка на испитаници. Од 60 училишта, од прво до 11 одделение, така некако не ги приближно 6 години до 17 години. Се дали е 10, дали е 11, да не сум препишал нешто погрешно. Но имале редовна настава и пробувале да ја проценат флексибилноста и кога ова е двосмисленост. Дали кога кај нив се манифестирало подобрување на флексибилност или второто тврдење, кој што сензитивните фази треба да го објаснат, кога најдобро се подобрува флексибилноста, кога најмногу се подобрува, во кој период. Тука се тие дилеми кои што не може да се објаснат. Значи ние од вакво истражување можеме да видиме кај оваа група на испитаници со ваков пристап дека они покажале, ова е тестирано еднаш, мислам. Да, ова е тестирано еднаш во една школска година, тоа значи дека од септември до мај, тоа значи дека многу одделенија се фатени и они пробале според возраста на децата да видат кои деца покажуваат најдобра флексибилност. Ама тоа не дава одговор дали во таа возраст е најдобро да ги тренираме, да ја подобруваме флексибилноста. Тука е дилемата во однос на тоа дали постојат сензитивни фази или не постојат сензитивни фази. Цитираноста на овој труд е мала, 4 или 5 цитирање, но е нов, 2024 година, голем број на испитаници, интересно беше поставен, сепак има многу прашања кои што треба да се одговорат, но намерно ги ставам вака, кој подлабоко го интересира, да околу сензитивните фази, да проба да разбере дека не е туку така дека можеме да дадеме одговор. Например, дури да направиме компаративна анализа, едниве деца да ги тренираме кога имаат 4 години, друга група кога имаат 5 години, трета група кога имаат 6, четврта кога имаат 7 години, така да ги тренираме, да ги подобруваме за брзина и да ги следиме, нели, постојано,
кога на истата група да им даваме тренинг 10 години поред. Повторно не може да добиеме добар одговор затоа што многу фактори зависат. Првиот е генетика, второто е во каква средина живеат, третото е тренираат, не тренираат, како се хранат. Ако живееле последните 4-5 години во, не знам, Израел, Украина, Палестина или што ја знам таму, мислам, за што зборуваме? Не зборуваме за здравје воопшто. Така да тука е деликатен моментот и не ги фаќаат истражувачите, не се многу не ја допираат многу оваа сфера, иако има истражување за сензитивни фази. Да, ова се некои недостатоци, нека стојат тука, чисто за да сакам да покажам што ова истражување има како не грешка, туку што недостасува, нека нема податоци за биолошка зрелост, значи нема почетни разлики, дали на почетокот некој бил побрз или не, они ги класифицирале, можеби го исчистиле примерокот и ги изедначиле сите, но сепак малку е деликатно тоа. Тоа математичко-статистички може да се, бидејќи одбивате бројки, тие може да се средат после, ама не е анализирана тренинг историја, што работеле. Они работеле часови по физичко, дали ке едните во едното училиште работеле повеќе на флексибилност или не работеле. Така, они барале кои деца имат поголема флексибилност. Па интервенцијата, да, тоа не е строго стандардизирана, нема контролна група, краток период на следење, една учебна година. Кажав, треба 10 години да ги следиме како Јанка Ускас, што ги следал, ама и таму е деликатно. Неколку инструмент, генетика нема земена, не е контролиран ефект на учење, добро, тоа го оставам. Да, тие некои недостатоци кои што стојат. Се ова е малку по-адванс левел, но основата во по-адванс левел не е нешто многу адванс, но само да ги критички, сакам критички да размислуваме. Значи, сега тука не правиме муабет дали критички земјата е рамна или не. Тоа нема критика тука. Туку зборуваме за нешто што е необјаснимо малку и така влегуваме со филозофија. Океј, ова е едно истражување од Ван Хорен, кој што прави уствари, како се вика тоа, ревју, преглед на истражувања досегашни. И они, мислам, за мене интересно, кажуваат дека не може така оштро да се дефинираат сензитивните периоди. Значи, они ги викаат прозорци на можности. Кога е најдобрата можност да ја подобруваш издржливоста? Кога е најдобра можност да ја подобруваш координација? Да не ги редам способностите, нали? Брзина, сила и така натаму. На кратко, не е тоа така едноставно. Препораката е точно и од нив и од многу други автори дека треба младоста, детството всушност, да се искористи како најдобар прозорец за развој на општа моторика. Тука треба се да дадете и малку издржливост, и малку брзина, и малку сила. Значи да има еден добар психомоторен или антропомоторички развој, моторички развој нека биде, и тогаш ќе бидете сигурни дека сте овозможиле да има добар развој на моториката, која што понатаму може да се искористи во нешто друго. Например, координација, нали? Ја заборев да ја кажам, многу битна, најбитната. Тука да има решавање во овој период на детство, да има решавање на проблеми. Значи, тука прозорците се тука, негде пред пубертетот. Ама не дека не можат и после пубертетот да се развиваат. Зошто пред и после пубертет? Ќе видите по антропофилогенеза, затоа што там тоа е периодот каде што телото добива друга форма и се намалуваат, има регресија на моторичките способности и учење, значи едноставно движењата се стануваат, како да кажам, непаметни, како ја губат препознатливоста, затоа што имаме издолжување на коските, мускулите не може да следат тоа, па треба да се прават нови шаблони во глава за движењата. Значи, не исто, замислете се на детенце да му дадете, кој што има 7 години, да му ставите ранец од 20 кила. Значи, тоа ќе изгуби комплетно координација. Тоа се случува во пубертет. За многу краток период се накачува тежина, се зголемуваат антропометрискиве моменти, висина, обеми и така натаму, а шаблоните за однесување во глава се исти. И се сопнуваат децата, па не се прецизни, па им паѓаат нештата од раце, нели треба нови шаблони. На база на тоа се вели дека има регресија на движењата, всушност пад на моториката. И затоа кажав,
Пред пубертет е супер да се работи, за време на пубертет исто треба да се работи, ама да не се очекува нешто, значи тоа е некоја транзитна фаза, да не се очекува нешто многу, иако тука тренираат сите и чуда прават и многу откази има од тренинзи, но не смее па ни да се дели одмара, не смее ако некој тренира нешто, не треба да се чека да помине тој период, пошто не знаеме кога ќе помине, а физичката активност не е секогаш битна. Но покрај пред пубертетот и после пубертетот исто така има подобрување на можности. Има и за време на пубертет подобрување на можности, но е деликатен период, значи специфичен период. Идејата е дека треба овој развој на моториката да се стимулира од детства. Што да стимулирате и кога не е битно. Секогаш се да стимулирате умерено, за да не се преклопуваат во исти тренинг, да има и сила и брзина, и издржливост и флексибилност и координација, па не може тоа. Тоа не може НБА не може да го направат и фудбалерија не дечињата. Така да за ова имате некој коментар? Може би. Да. Ова е уште едно истражување од Староста и Хирц, кој што истото го кажуваат, нема да должа многу, правиле истражувања и направиле исто ревју или како се рекол дека е осврт на истражувања и користеле многу нивни истражувања, особено Староста има супер истражувања за овој дел за развој на моториката и вели дека се сложуваа дека сензитивна фаза за одредена моторичка способност нема, но има сензитивен период кој што пред пубертетот треба да се искористи. Пак кажувам, не значи како брзинава не сте подобриле пред пубертет, дека не можете да ја подобрите и после пубертет, но многу можеби ќе се намалат шансите, можеби генетскиот потенцијал нема да биде. Пази, ова се можеби, ова е теорија веќе, не е докажано, можеби нема да се допре генетскиот потенцијал, доколку во детството не сте ја допирале брзината, силата, издржливоста и така натаму. Инаку секако силата многу издржливоста 7000 пати може да се подобри. Значи тоа е 7000 пати, сега трчал Куперов тест 1200, утре трча 3000 метри. Куперов тест. Во арбитрарни единици тоа е многу, не е само помножено со колку таму. Со 3, него е многу, не е 300 пати, него е многу, многу, многу. Намерно го оставам слайдов, кој го интересира може да го стопира, само проскенирајте го, запишете некои битни моменти и тоа е тоа, значи цитирам истражувања кои што се официјални. Зошто има сомневање во сензитивните периоди? Затоа што учењето е доживотен процес. Не е тоа, како што кажав, што ќе направиш во детството и толку. Туку тоа е отвореноста на човековиот систем. Кажав зошто Староста тврди меѓу 7 и 12 години, затоа што тука во детството децата се сунгери, примаат се. И тука треба да го искористиме тоа, значи на моторички план. Значи не да стагнираат, па само математика да решаваат или само, не знам, интелектуално да се развиваат, иако без математика не може, тоа е јасно. Но најголеми ефекти на развој на моторичките способности се среќаваат тука. Сакали или не, затоа што тука растат децата. Знаете, тоа пред 3 години не можело да оди, а сега трча и шутира топче. Значи тоа е огромен напредок за таков период, значи така генетиката не создала нас. И нормално е дека кај пубертетот има регресија. Ова е мал текстуален осврт на претходниот слайд, инаку се работи за истото истражување од 2002 година кај Хирц и Староста. Зошто да, овде ви кажав, си играв со ноутбук Елен, па затоа тоа ви е, ама мислам дека го објаснив. Ова е ремајндер за книги. Имате нешто коментар за овој дел? Добро, ако немате коментар, го спојувам со нешто што е правено како истражување, но морам и ова да го споменам за сила, за брзината. Ова е генетска, значи хередитарност или генетска предиспозиција на моторичките способности. Искрено, последен пат кога ја ревидирам слайдов беше пред 3 години и тогаш пробував да барам нешто во однос на овие моменти, дали се овие точни информации,
деноиве повторно барав нешто, дали има некои новитети, не можам да најдам. Но единствено што ми се потврди е дека овие информации кај Ничин, особено, кај Малацко не ги проверив, ама се блиску, инаку ова 0,8 е 80%, кај Малацко од десна страна што е. Ова што е 0,5 е 50% вроденост. Значи овде зборуваме за коефициент на вроденост на моторички способности. Експлозивната сила вели 70% е вродена. Кај е таму брзина на реакција. Брзина на трчање 75, брзина на реакција 80. Значи се што е со брзина, пази кај Малацко е 95% вроденост. Значи многу зависи од генетиката. Ако тие генетските алеи тамо, ДНА-то и тие моменти не сме ги преземале добро од родителите или они не ги пренеле од предците нивни или едноставно немале предците таква предиспозиција, тоа е поврзано и со мускулното ткиво што го кажа Дарија, дека баш ќе видите такви истражувања имаме правено ние за доминација на мускулни влакна брзи или спори во однос на силова компонента. Ако ги нема и ако не доминираат, тогаш најверојатно нема да може да прикажеме брзина. На тоа се однесуваат овие проценти, ма може да ги видите сите способности како се однесуваат. Каде е издржливост? 65%. Што е фина координација на рака, вели дека 45%, значи многу може да се подобрува. Идејата ми, само да имам уште еднаш издржливост, кај Малацко ја нема, а овде има локална, општа издржливост 65%. Чи тврда дека има некоја генетска предиспозиција, ма не толку голема како што е кај брзината. Овие истражувања се од 1973 година, понови не сум нашол, за жал, но си давам задача да проверам уште еднаш и они го имаат интересно правено ова, затоа што ги тестирале родителите, ги тестирале дечињата и тестирале генетика. Ке нив наследност и на тој начин направиле некои вакви бројки дале. Ова се информација од кај Ничин го цитира Волански Пузук. Но идејата е дека секогаш треба да гледаме што понови истражувања и дали е тоа навистина така. Едно нешто што може да констатираме дека брзината е навистина генетски детерминирана, едноставно дечки не се подобрува толку како што може да се подобри издржливоста и силата. Така да тоа имате го во предвид. Што ова е во однос на генетиката, кои гени се пипаат, значи кои гени се истражуваат за да може по физиологија ќе го учите или изборен предмет, мислам дека имаше генетика нешто. Кои гени на што асоцираат, значи пази, асоцираат, не се цврст показател дека ако има доминација во ACTN3 ќе видите на една алеја, дека ние ќе бидеме успешни, не. Баш со нашето истражување се покажа дека не влијае како таа бројка на испитаници, дека генетиката, доминацијата на мускулните влакна воопшто не влијае за максималната сила. Но само сакам да ги кажам дека тоа АЦ генот, ангиотензин, ковертинензин, кој што се спомнува мислам дека за издржливост беше инсулин, гроу фактор, сличен е тука, митохондриал ДНА и така натаму. Ние го имаме одбрано ACTN3, баш затоа што е некако блиску до физичкиве перформанси, особено до тоа дека доминираат, значи има или нема доминација на брзи мускулни влакна. Значи, кај може да се најдат овие информации? Кит Дейвидс и Чуждескаја супер го имаат тоа дефинирано за ACTN3. И сега, ќе ви презентирам едно истражување, конкретно докторската дисертација моја, кај што е сработено. Ние пробувавме да направиме во рок од 42 дена, значи да изведат испитаниците, тоа се 6 недели по 3 пати неделно, колку тренинга се тоа, значи некои 18 тренинга, да. Работеа бицепс на скотова клупа и работеа трицепс пулдаун, мислам дека беше, значи буткање за трицепс феморис. Тидов. Значи трицепс задна регија, флексор на генералната група е трицепс. Нели така ја препознаваме, екстензор во зглобна лакт.
и работеа од лева, од деснава страна може да видите две групи, едната беше контролна група. Две групи овде е грешка, да, ова сега приметувам. Ајде да видам на следниот слайд дали ќе ми го покажува. Супер, ова си е мое и пак е некако подобро. Едната група работеше цели амплитуди на движење, значи цела флексија. Вежба со цела флексија или со цела екстензија. Значи, цела, сакам да кажам, за флексорите во зглобот на лактот или екстензорите во зглобот на лактот. Значи, цели движења, цели амплитуди. Групата број 2 работеше каде скратена амплитуда и Е3 работеше скратена амплитуда, но Е2 работеше кога мускулот е најмногу напрегнат. Тоа се различни моменти, кој го интересира повеќе може да дискутираме, а Е3 работеше каде што мускулот покажува најголема сила. Значи мускулната група во флексија не покажува иста сила во различни амплитуди. Така, ама по друга страна и во различни амплитуди мускулот не е напнат на ист начин. И сега тоа пробувавме да го фатиме ние, малку подлабоко, дали зборувам ние, инаку се работи, кажав една за моја докторска дисертација, но со тие што помага, да видиме дали и таков е начинот на зборување, значи ние, не во множина, така, не јас па јас, туку ние, да ги фатиме овие моменти и зададовме 3 вида на вежби. Значи едниве работеа 1 до 3 повторување беше дозирањето, значи 1 до 3. Како се менуваат тежините секој пат? Ако трнеа на 4 повторувања да направат серија или 5, тогаш додававме тежина. Значи ги контролиравме дозирањето да биде 1 до 3 повторувања, не повеќе. Кај сите испитаници 21, кај сите видови на овие мускулни контракции. Со тоа што во 3 групи ги поделивме, нели 7, 7 и 7, за да може да видиме дали ќе има поголем ефект некое од вежбањето, дали овие со скратени мускулни контракции ќе имат поголем ефект. И како и да е. Ова се некои моменти кои што се тестирани, ехо правевме на пресек на мускул, дали има промена, антропометриски мерки се тестирани, биодекс изведени параметри се добиени, значи максимален вртлив момент, во која агол покажува мускулот и дали се менува аголот после тренингот, кај која група дали се менува аголот, каде што се покажува најголемата силина и така натаму, и класичната компонента е 1 RM на бицепс и 1 RM на трицепс, така крстивме, значи 1 RM кај флексори и 1 RM кај екстензори во зглоб на лакти. Тоа истото ќе го тестираме меѓу 11 и 14 и дури тие што не може да учествуваат или не сакаат се поканети да дојдат затоа што тоа ќе биде настава час да дојдат таму. А кога се веќе таму може да и ќе се тестираат, ќе видиме ако сакаат. Сега целото тоа беше спакувано во 42 дена и се ова зошто го објаснувам, затоа што групите беа поделени според тоа како работат нели амплитудите, дали е цела или скратена амплитуда, но правевме ACTN3 крвна анализа да видиме генетска доминација на мускулните влакна. И таа ACTN3 покажува вака, вика, постојат 3 фактора или постојат мутации во алеите на генот. Значи генот си има своји алеи таму некои, што да не влегувам, и вели, ако крвната анализа покаже, тоа е овој слайд овде, еве го вака ќе го зголемам, ако крвната анализа покаже дека индивидуата има XX фактор во алејата, тогаш доминираат бавните мускулни влакна. Ако има RR фактор, тогаш доминираат брзите. Ако има RX фактор, тогаш е мешано. Значи доминираат и нема доминација, туку едноставно и има и брзи и бавни мускулни влакна во генетската предиспозиција. Сега зошто ни беше битно ова? Сакавме да видиме дали овие, што мислите едно прашање, кога работиме 1 до 3 повторувања до отказ максимална, кој ќе има подобара предиспозиција? Овие кои што имаат доминација на брзи или бавни мускулни влакна? Брзите се за... Сега ќе ви го кажам одговорот. Има некој одговор, Првин? Дали некој... Брзи. Брзите би доминирале за 1 до 3 повторувања максимална сила, Дарија? Да. Спорите, мислам. Ајде се две мислења има. Ај прво Дарија, зошто брзите? Какви се тие по конструкција мускулни влакна? Што имаат во нив, што немаат, да. Експлозивни се. И посилни екс- се од бавните. Добро, и тие како се нарекуваат брзите, бели или црвени мускулни влакна?
бели. Еве, помош. Не бев Кој- 100% сигурна. Да, кој беше другиот колега што кажа бавни? Јас бев. Тебе те асоцираат бавните дека се оние што имаат доминација на бавни дека се ќе бидат подоминантни ке сила, така разбрав? Па да, бидејќи ако се работи помали повторување, очно се работи со поголеми тежини и не може брзо да се кренат, мора по... Добро, интересна ти е логиката, ма Дарија е во право за жал. Да. Затоа кажав, они се кажуваат брзите мускулни влакна се нарекуваат бели мускулни влакна. Намерно го кажувам ова, а бавните се нарекуваат црвени мускулни влакна. Зошто? Ке тргнам од бавните, затоа што бавните или црвените мускулни влакна се црвени затоа што имаат заради железото, значи таму имаме поголем капацитет да складираат кислород. И луѓето што имаат доминација на бавни мускулни влакна се подобри во издржливост. Значи маратонци, сега зборам екстреми, нели? Издржливост нека биде. Овие кои што имаат доминација на брзи мускулни влакна или бели, тие се поексплозивен тип на луѓе. Кревачи на товари и така натаму. Сега, ова дали ни е јасно во однос на генетикава? Дали има дилема некој? Што е брзо, што е бавно? Не навлегувам многу, физиологија ова треба да го учите. И таму разгледате ги моментите, а и убаво е да спомнете дека сте зборувале за генетика, ACTN3 и алеите. Кои се? И сега ние пробавме да видиме овде, покрај тоа што се поделени во 1, 2 и 3 група од левава страна, туку на крајот имавме право да направиме нови групи на испитаници според тоа како доминираат мускулните влакна. Зошто? Затоа што ни се покажа дека сите овие 3 групи исто праволиниски растат. Немаше статистички значајна разлика помеѓу нив по третата недела и по шестата недела од тестирањето. Значи, без разлика каква мускулна контракција правеа, тие испитаници на крајот не се разликуваа во ефектот што го добија од силовата компонента. Значи, исто растеа, без разлика каква амплитуда прави. Имаше некои специфики тука, ама генерално исто растеа. И сега, бидејќи исто растат, значи сите исти ефекти имаат, ги зимаме на крајот сите, ги правиме малку вексел претумбација и велиме ајде ги направиме 3 групи според генетската доминација, според ова. И ги поделивме и на овој начин. Трите групи да видиме дали можеби ако ги поделиме групите на овој начин, овие очекувано беше дека овие со брзи мускулни влакна, тие се велат брзи мускулни влакна, ама тие се тие кои што можат креатин фосфат повеќе да искористат. Дали тие ќе добијат или имаат добиено повеќе сила? Што мислите вие? Дали може да се очекува вакво нешто? Бидејќи доминираат брзите мускулни влакна, доминираат мускулни влакна кои што можат креатин фосфат и јаглехидрати побрзо да искористат. И повеќе и поефикасно за разлика од бавните кои што генерално транспорт на кислород прават и масноти трошат или такви некои моменти. Кој од овие е очекувано дека можеби ќе доминира во развој на сила? Тие што имаат брзи или бавни доминација? Брзи. Да, таква беше хипотезата и ке нас. За жал, овде ова е нека статистичка анализа која што вели дека усвари не ова се аритметичките средини. На иницијалното тестирање, кога ги направи, кога нели на крајот ги поделивме групите, ама сепак и на иницијалното тестирање, на сите 3 тестирања, на прво, второ и трето, можеме да ги измиксаме групите според ACTN3 и вака се погаѓа дека нема разлика. Сите кренале на бицепс, во флексија на скотова клупа, кренале околу 13 килограми. Овие што биле мешани, заеднички кренале средна вредност 13,5, 7 испитаници се мислам. Секаде да. Некаде беа 8, една група беше 6, едни беа 7. Не е тоа нешто страшно различно. Видете кај екстензија или вежби за трицепс, пак се исти, значи се разликуваат за 1 кило. Кревале 28, 26, 27. Сега, после 3 недели вежбање, видите кај бицепс, така е крстена варијаблата или кај флексор, значи зголемиле за отприлика 3 кила. Овие брзиве зголемиле нешто повеќе, ама не е значајно. Статистички не е значајно, иако аритметичката средина вели дека зголемиле. Овие на трицепс, значи во истите на третото тестирање, повторно се тука 32,5 до 33,1 за 600 грама се разликуваат, не е статистички значајно разлика.
Овие последниве две колони се вртливиот момент на тестиран на биодекс, но тој не го коментирам сега. И на третото тестирање пак видете ги значи бавниве, брзиве и мешаниве како напредувале. Така, само аритметичките средини покажуваат дека они слично напредуваат. Што значи нема ефект. Што значи и статистички кога ги проверивме, само да видам, мислам дека се проверени статистички, да. Која е направена, тоа е непераметарска нова се нарекува Фридман, овие што се спори, брзи и миксани за флексија не покажуваат статистички значајна разлика. Така да сакам да кажам дека еве ги овде подобро се гледа на графикониве, значи како растеле, но сепак они се сите три групи, според ACTN3 еве ги брзи, спори и миксани се исти тука негде, и на вежби за трицепси, на вежби за како се вика, за екстензија. Само малку. Овој податок овде покажува дека они растеле, но меѓу групите внатре немаше, значи има статистички значајна разлика помеѓу иницијалното и контролното тестирање, помеѓу контролно и финално, помеѓу иницијално и финално, да не навлегувам, но внатре меѓу нив немаше разлика. И сега дискусијата не е само од нас, туку и од многу други истражувачи кои што го истражувале овој момент, кој што вели дека најверојатно не постои магичен ген. Туку се враќаме пак на оноа златното доба. Како претходно децата се тренирани, вежбани. Која е дека дали носат нешто генетски или не носат генетски, може би има, нели, ама не до крај. Во овој случај се покаже дека нема. Нормално, може би ова истражување со малбројни испитаници, можда сме промашиле нешто во истражувањето, ама и слични други истражувачи покажуваат дека нема магичен ген кој што, ако го имаш ти тој ген, ти ќе бидеш добар спринтер во иднина. Не значи тоа. Околностите во кои што живее човекот, во витекно оноа environmental learning која го учевме, значи како средината влијае на нас, еколошкиот пристап, ecologic dynamics беше делот кога го зборувавме. Значи тоа е битниот момент исто кој што влијае многу на нас и како ние сме вежбани, тренирани, нели. Да, ова ќе го оставам како момент кој што па да, тука сме негде. Може да заклучам, бидејќи ја допревме малку и генетиката, дека не може со точност да тврдиме дека некој ако има, еве, според ACTN3, доминација на некој ген, дека ќе биде подобар во некоја способност. Инаку, генерално, ќе учите по најверојатно и хигиена и биологија на човековиот развој. Луѓето се делат во три основни соматотипа. Нели, тамо беше екзо, мезо и како беа по морфологија, едните кои што се така малце немаат мускулатура, ама имаат голема маса, другите се високи, тенки, астенични, третиве кои што се со мускулна маса. И тоа е исто генетика, нели? Но и овој што има голема мускулна маса, ако работи на издржливост, ќе може да ја промени неговата издржливост многу повеќе отколку брзината што може да ја подобри. И овој што е брз, колку и да работи на брзината, може многу малце да ја подобри, ама сепак може би подобро него овој што е издржлив на некој начин. Но само ги допирам овие моменти, науката нема дефинитивни ставови, ниту па не знам дали ќе има, затоа што развојот на луѓето е динамичен и зависи од многу еколошки моменти, не само од тоа како ние тренираме. Никој не го спомнува спиењето и одморањето. Јас имам толку. Имате ли некоја дилема за нешто? Па може би тие што ќе слушаат или вие не мора да се враќате назад да го преслушувате предавањето. За овие сите работи ќе си правиме муабетни испит. А и убаво е да ги знаете. Нешто ќе остане како информација. Имате ли некои прашања за нешто? Најверојатно нема. Чекај да видам овде колку сме. Собирам испитаници за тестирање. Чекај се проба како ќе направиме овде еден стоп. Професоре, кога е практичниот дел?
практичен дел на што?